Джабри, добро утро. Добро утро. Бидејќи нек ни читав дека ги објавивте тендерите, ќе кажев, ама вие немате тендери, туку имате конкурси за регистрација на монитори за локалните избори. Цивил е една од малките организации која се занимава во масовен облик со таа работа. Ајде, Джабри, малку повеќе како ќе се одвива тоа, кој е интересот, колку мина предвидувате и така натаму. Пред се можеме да кажеме дека политичките партии веќе излегоа на оценката во духот на претходниот разговор, излегоа оценката и веќе многу сериозни и големи активности спроведуваат и на терен и во медиумите, така што редно беше и ние веднаш да започнеме со мониторингот, да го засилиме мониторингот. Прво и основно, нашиот долгорочен мониторинг трае. Тој се однесува на низа клучни процеси во земјата. А што се однесува до краткорочното наблюдување, наблюдувачите кои ќе го наблюдуваат самото гласање, ние ќе ги подготвиме уште од сега. Тоа подразбира дека ќе имаме 300, за сега предвидени 300 наблюдувачи, во првата фаза бираме 150 наблюдувачи и тие ќе бидат обучувани да ги мониторираат специфичните... Джабир, кој може да се пријави за наблюдувач? Тоа има ли критериуми некакви? Секој граѓанин или граѓанка со наполнети 18 години и македонско државјанство во принцип има право да се пријави. Се разбира тука во текот на примањето или селектирањето на кандидатите се обрнува внимание и на искуството, на форматот на луѓето, образовниот формат на луѓето, нивните афилијации. Се разбира, забрането е да се вклучат лица кои се активно вклучени во политичка кампања, односно се функционери на политички партии. Како се штитите од тоа, Джабир, да речеме да добиете 50 кандидати кои што се испратени од некоја партија за да се инфилтрираат во мониторирањето? Што правите? Разговарате со секој посебно, биографии? Имаме неколку прашања веќе во самиот формулар кои очекуваме луѓето да ги пополнат врз основа на својата свест и совест. Инфилтрацијата исто така може многу лесно да се види, бидете ние имаме големо искуство во ова. Да, може многу лесно да се види веќе од активноста на кандидатите во текот на овој период па се до изборите. На самиот ден на гласањето имаме неколку контролни механизми на повеќе нивоа кои секој поединечно може да го проверат колку е тој на висина на својата задача, да кажам, односно ги исполнува кодексот на наблюдувачите. Каков е интересот, Джабри, до сега? Имате ли луѓе кои што... Изненадувачки... Јас те прашувам затоа што малку подоцна во програмата со Љупчо Поповски ќе поразговараме со овие статистички податоци кои покажуваат еден наплив на разочараност од демократијата меѓу македонското население. А од друга страна ме интересира, бидејќи изборите се клучниот момент во секоја представничка демократија, каков е интересот за мониторирање на изборите? Ние како организација сме прилично познати сега, без лажни скромности, и интересот е навистина голем. Мислам дека ќе го пополниме бројот за неколку дена и веројатно наместо 150 да селектираме ќе мораме да одиме на бројката од 300. Но во секој случај што се однесува до разочараноста од демократијата, јас пишав и за тоа вчера, тоа се бележи, меѓутоа не е Македонија единствениот. Да, во цел свет е тој брат. Джабир, во цел свет има така. Да прашам, се работи за волонтери или сепак добиваат некаков надомес луѓето за својот ангажман, бидејќи не е ни малку време тоа што треба да го посветат? Видете, ова е многу сериозна работа, одговорна работа е колку да им дадете на луѓето хонорар, тој навистина е скромен. Нашите хонорари се движат околу 70 евра во денарска продигреност за двата круга на наблюдување. Па тоа е буквално за сендвичи и за кафиња за тие 3-4 дена. Скромни средства. Се разбира, како организација се обидуваме постојано да го зголемиме буџетот и веднаш да ги разделиме на луѓето. Сепак и тоа не се па ни малку средства. Луѓето во принцип што аплицираат за цивил најчесто ги води мотивот пред потребата да заработат некои средства
Повеќе во секој случај се работи за недела, тоа е слободен ден, кога сепак луѓето можат да бидат и во редовен работен однос, а на тој ден да заработат и нешто екстра средства, кога веќе зборуваме за парите. Но пак ќе кажам, мотивот е сосема поинаков, што е одговорност кон општеството и такви луѓе цивил на вистина може да се пофали дека има. Џабир Дерала во 1 минута 2 до 9, ја побрза до 8 часот, првиот човек на Цивил, една од нашите најпознати невладини организации кои што се занимаваат со многу работи, но со мониторирање на изборите меѓу првите цели. Џабир, благодарам за утринско вклучување, се слушаме штом ќе има нешто субстанцијално врзано за изборите и така натаму.